Просечен граѓанин кој следи комуникацијски канали на политичари или медиуми дневно може да прочита и по 33 штетни наративи. Ова го покажува истражувањето на Институтот за комуникацијски студии за последните 9 месеци, во кои се опфатени предизборниот, изборниот и постизборниот период. Штетните наративи најчесто ги креираат политичарите, партиите и функционерите, а тие потоа се прелеваат и во медиумскиот простор. Подкопување на доверба во институции. Да, е првиот, а второто е пристрасно селектирање, третото е напади на противникот на лична основа, потоа е поттикнување, подделби, евеги и популизам. Значи, ова се најчесто користените штетни наративи од политичките актери. Интензитетот на штетност најизразен беше кај содржините објавени во онлайн медиуми. Што се однесува до неологизмите кои што се однесуваат на индивидуален и колективен политички актер, тие се однесуваат и на припадници и на власта и на опозицијата тогашни. Со неологизмите кои што се однесуваат на индивидуален политички актер се опфатени вкупно 7 политички актери, а најмногу од неологизмите се однесуваат на Талат Џафери и опфаќаат неколку улоги на Џафери, значи како претседател на собранието, како претседател на владата и како комендант на ОНА. Во однос на неологизмите кои што се однесуваат на колективен политички актер се опфатени 3 политички партии, тоа се ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ. Како резултат на истражувањето, ИКС објави и монографија «Наративна стапица. Откривање на штетните наративи кај политичарите и медиумите». Ваквите истражувања според нив се важни за да зголемат свеста за постоењето на штетните наративи, но и да го зголемат притисокот кон оние кои ги креираат и користат. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.